Почитувани гледачи, добро вечер. Во уште едно отворено студио на телевизија Нова. Амбиентот, односно политичката клима во која што се наоѓа Република Македонија, некако ни наметнува во континуитет да обработуваме исти или слични теми. Таков е периодот. СДСМ и ДУИ, како што соопштуваат од двете партии, се многу блиску до постигнување на оној договор за коалицирање или пак барем за сега само за законот за употреба на јазиците кој што предвидува поширока употреба на албанскиот јазик. Ќе видиме дали потоа ќе следува давање подписи од страна на ДУИ за поддршка за формирање на влада од страна на Социјалдемократскиот сојуз и како ќе се одвива сета разврска на политичката криза, дали ова проширена употреба на албанскиот јазик е решение, односно конечен расплет, или пак може да се наблюдува од аспект на опасност за друга етничка заедница, како може да се гледа на албанската платформа наспроти неа најавата за македонска платформа, одлуката на Европскиот парламент за заштита наводно на бугарското, како што велат, малцинство во Република Албанија. На сите овие теми вечерва на мое задоволство разговарам со моите двајца гости, универзитетски професори и представници на Македонскиот манифест. Господин Ефтим Клетников, добро вечер, добро дојдовте. Вечер, добре најдов. И господинот Стефан Влахов Мицов, добро вечер и за вас. Благодарам што прифативте да бидете дел од отвореното студио. Благодарам на поканата. Господа, споменав во најавата дека се наоѓаме во прилично сложена, тешка општествено-политичка ситуација. Македонскиот манифест можеби беше еден од најгласните во изминатиот период за тоа што и се случува на Република Македонија, вашите согледувања и ставови. Пред да започнеме со конкретно со дебатата и со прашањата, сакам да прочитам делот на ваше соопштение од пред некој ден за тоа дека многумина се наоѓаат во глувчешка дупка и за молчаливоста на институциите и на претпоставените кои што според вас треба да реагираат во дадениот момент. Дел читам не се, пошто толку ни дозволува времето. За време на двегодишната политичка криза, Република Македонија се соочи со низа политички удари кои имаат за цел погубно да влијаат по обстанокот на македонската државност и идентитет. Носењето одлуки без даден легитимитет од народот од страна на политичките лидери, комплетното уништување на безбедносните структури на државата, вмешаноста, диктатите и уцените на странските мешетари, создавањето на противуставниот пржински договор и СЈО, но и огромната поделеност меѓу граѓаните отворија можност за лесно и агресивно действување на оние чија цел е погребување на Македонија и незиниот вековен идентитет. И она што го споменав и на почетокот за разните сценарија и влијанието на соседите, а овие удари доаѓаат од секаде, секојдневните агресивни настапи на грчкиот председател, во кој јавно истакнува дека Македонија е Грчка, изјавата на српскиот министер за надворешни работи Дачич, дека Србија сгрешила што е признала Македонија под уставното име, и подпишувањето на сеалбанската платформа во странска држава под диктат на Еди Рама и поранешниот шеф на ЦИА. Сето ова изгледа како организиран напад на глутница хиени кои начекале рането животно и споменатата резолуција на Европскиот парламент и вашата констатација, она што силно не загрижува е немањето никаква реакција од страна на официјалните представници на македонската држава, како сите да се напикале во глувчешки дупки. Господа, кој е во глувчешка дупка и од кого е потребна реакција според вас во ваков момент? Ајде од Влахов ќе започнем. Мора секој граѓанин на Република Македонија кој има македонска самосвест многу добро да свати дека идните денови се пресудни за опстојување на македонската држава. Зашо така? Затоа што синоќе во Мала Речица, како кажахте, е не само осогласен закон за јазиците и договореност за двојазични банкноти, туку како пренесуваат албанските портали денес и посебно албанскиот портал Журнал, се договорени распоред за влада. И во тој распоред, практично, Тоа го демантираше Бујар Османи, меѓутоа ќе видиме. Бујар Османи денес ти збори едно, утре ти зборува друго. Бујар Османи кога ти каже добар ден, гледај сонцето. Така. Сега, практично со таа договореност се создава трета албанска држава. Зашо? Затоа што целата внатрешна
и надворешна политика се дава на представници на албанското малцинство. Главните столбови на държавата, ако почнем от председател на събранието, по това министър за надворешни работи, судство, економия, здравство, образование, труд и социал, управа за безбедност, управа за царини. Сега, ясно е защо е управата за царини, пощо дава можност да се краде. Так. Истовременно управата за безбедност, която ти дава можност свободно терористи от Косово и от друго место да влегуват. Сега, судството. Судството е това. Во затвор може да бидат ставени сите неистомисленици, кое е здравството. Сега, ако, не дай Бог, се дозволи да се создаде така влада, македонските граѓани ќе видат што е со здравство, ќе видат што е со образование, пенсионерите ќе видат што е со нивните пенсии и така. Така што тоа е практично крај на македонската држава ако се дозволи да се реализира таа влада и ако пред тоа се добие мандат. Така што ние мора со целото, со цела одговорност, пак ќе повторам, сите луѓе со македонска самосвест да сватат дека тоа не е шала, не е игра. Туку тоа е навистина ножот е во коски. Тоа е. Така што секој да не стане кога помине време да каже ама како стана, како изгубихме државата, што стана тоа. Денес, овие денови, се носи отлуката дали да бидеме или да не бидеме хамлетовски прашање. Господине Клетников, имаме ли затворени молчаливи државни институции? Кој се требаше да реагира периодов кој што измина пред да се случи ова финале, на кое што посочуваат и во соопштението и Влахов го спомена? И колку ваквото решение кое што за жал се уште го немаме пред јавноста, пред граѓаните, она што може да се насети од решението на СДСМ и ДУИ, она што и темата на дебатата испишана на малите екрани може да видат гледачите, колку е расплет од кризата, колку е опасност за македонската етничка заедница. Сосема се слагам со перцепцијата, со анализата на мојот пријател Стефан Влахов Мицов. Македонија се наоѓа од неизиното, не од 90-та година воопшто, од неизиното постоење поново. Ако сакате од Илинден, па потоа да поместиме одасно во најтрагичен момент, миг би рекол јас. Мислам дека во Југославија, за жал, Македонија беше многу по-самостојна, отколку сега кога ние сметаме дека сме суверени. Не е точно. Веднаш на почетокот ние ги продадовме некои символи, Уставот го сменивме, уште на почетокот на самостојност. Што значи тоа? Значи дека нашите македонци се грабеа за власт, не ги интересираше ни народот, ни нацијата. И сега. Зошто е најтрагичен овај миг? Затоа што иако нема војна сега за сега, Македонија е доведена на работ на еден геноцид. Геноцид буквално, не претеруван. Она што се случи во Европскиот парламент, да се избрише еден народ, тоа не е бришење само на албанците во Македонија, нивно преведување на Бугарија, туку е бришење порака дека се брише целиот македонски народ. Што значи тоа? Тоа значи дека Европскиот парламент веќе заведува. Тоа е нашето искуство. Наоѓате поврзаност помеѓу ова што ни се случува овде и тоа што се случува таму. Ќе објаснам. Значи Европскиот парламент, тоа е нашето искуство македонско. Може тие се за бугарите добри демократи, но за нашето искуство тоа е заведување на третиот Хитлеров рајх. Бидејќи тие одат на геноцид и тоа пострашен од онај што им се случуваше на евреите. Нека ми извинат, тие претрпеа макина, тоа беше физички геноцид. Сега е новиот геноцид, четврт по вид, кој се тестира на македонците, а тоа е со еден потек да се избриша цел народ. И тоа не тие да ја повлечат гумата за бришење, туку ние да се ја повлечеме. Тоа е нивниот перфидитет на она демократска либерал
na Evropa i јас не знам со кое лице ќе дојде Могерини, господја Могерини во Македонија. Ние ќе приредиме некој пречек, ќе ја поздравиме со нешто. Мислам, тоа е срамотно. Прво треба да се извини на Македонија. Сега, Глувчовата дупка, вие споменавте. Тоа е од Македонски манифест диагноза на нашата современа ситуација сегашна, но тоа трае од 90-тите години Глувчовата дупка, а сега посебно. Кажете вие дали на тој геноциден акт на Европскиот парламент се спротистави некој? Академици, писатели, музичари, историчари, институти, универзитетски професори, да не наредам. Па и партиски водачи, партии, освен некои конфузни соопштенија, безбојни и така натаму. Значи, тоа покажува дека ние сме доведени до една апатија која е аморална за нас. Мислам, ја понекога се срамам што и припаѓам на оваа генерација. Знаете, за нас падна и Гоци, и Даме, и што знам, цели плеади што вели Конески, младичи, девојки сирмаво и жени комитки, кои не ги допрела женска рака, сакамете. Отишле во смрт, а ние сме сега во Глувчова дупка. Никој не го искоментира геноцидниот проект на демократска Европа. Да ги кажеме, тоа е третиот рајх, и ќе ги кажеме, ние ги кажуваме, ама треба да ги каже и председателот, и челниците на партиите. Тоа е тоа, да речеме, тоа е синхронизирано. Ме прашавте дали е тотално со албанската платформа, односно таа во Тирана и Приштина. Зошто е синхронизирано? Ние не обраќаме на некои внимание на некои суптилни детали. Јазикот е како готов, они велат. Готово тоа. Сега Бујар Османи, кој фино говори, со една синтакса смирена, како река широка што тече. Не се обеспокојуваат тие, бидејќи се им оди од рака. И Европа се со нив, и американците, и Заев, и СДСМ, и тие се спокојни. Сега ние скокаме, бидејќи не боли. Кај нас е болката, не кај ние, знаете, тоа е нашата емоција. Сега, пошто ќе познаеме дека тие се алатка. Пазете, јас кога зборувам за албанците, не зборам за албанскиот народ. Ниеден народ не е лош. Секој народ има добра душа. Зборувам за албанските политичари кај нас, и кои не оценуваат 10 на 15, многу од нив имат терористичко досие. И дојде Македонија на тоа дереđe да ја оценуваат оние, уште од 2001. Али Ахмети е терорист, да не се лажеме. Сега тоа што за Европа терористите кај нас се борци за човекови права, а овие што ги разнесува во Батаклан или во Париз, тие се терористи. Не може така. На Европа и се враќа тој бумеранг од Македонија. Значи, зборот ми е. Бујар Османи вели, а добро, јазикот е готов, ајде сега ние за символите, знаме химна, ќе преговараме. Двотретинско мнозинство. Како? Па за тоа не се преговара. Знаете што значи тоа? Неговата теза е дека немаме двотретинско, не можеме да го менуваме уставот, заради тоа не сме никој од македонците да преговара за тоа. Тој бара диалог на таа тема на ниво на два етникуми македонски и албански. Ама видите што, за тоа не се преговара. Ние можеме да одговориме, ајде да преговараме што ќе ни го црниот Боглав Орел во Скопје. Ајде да представиме една контратеза. Боглавиот Орел да го смениме. Еден НВО интелектуалец албански со Ристо Николски, мислам веќе и со Сотир Костов, па не му се допаѓал лавот, па демек. Ја викам, па дај Боглав Орел. Значи, кога се удира на овие, тие се лукави. Значи, се удира директно на идентитетот. Зошто? Тоа се символи, така наречени архетипови со кои се занимавали Јунг и Политен науката. Значи, садови во кои е складирана историската меморија. Пазите, историската меморија на еден народ. И вие, ако посегнете да ја збришите, тоа е геноцидно. Вие ја бришите меморијата. Тоа Бујар Османи убедува, че како не го разговара, нека се молчи таму и нека се повлече во Глувчова дупка. Нема никакво разговарање за тоа. И нека му кажат нашите
дека не се тие брише. Значи, тие се во дослух со геноцидниот проект на Европа. А сад и тие што сакаат да го променим името, односно идентитетските знакови, име, грб, химна, сега од гроб станаа славните херои или зидари во постарата варијанта на Крушевската република и сега во химната да ставиме од гроб станаа Джему и Мефајо и Јанесон. Знаете, тоа е една расшамонијада, па тие, како да кажам, не ми дозволува домашното воспитание, во здрав мозок не. Ние мора добро да сватиме албанската стратегија, пошто некои наши, тие се неписмени и јако на високи функции, така дадоа изјава, не се рекна албанска платформа, не знам шо си и така. Албанската платформа е многу добро конципирана. И таа е добро конципирана, и таа е, значи, донесена во Тиран. Ама, таа беше донесена, тоа мора, јас неколку пати тоа сум го кажал, таа е донесена од поранешниот директор на ЦИА и е дадена на Еди Рама. И потоа, веќе тие средби кои се оствариха и така за тоа. И, гледајте сега, таа беше од 30 точки, кои потоа беа сублимирани во 7. Тоа не значи дека са се откажали од останатите. Тоа е сублимиран. И сега кога зборат за закон за јазиците и така и наши медиуми и други дуи се откажа од албанската платформа, се повлече, села се повлече од тоа. Во што е повлечено? Па еве сега во тој закон за јазиците тие сакат судство на албански јазик, седници на албанскиот јазик во собранието. И во владата. И во владата. Сваќате тоа? 20 пратеници сакат да наметнат на 100 пратеници да наметнат да зборат на албански во највишите органи на државата. Па тоа е, значи, која е таа работа? Тоа е точно сублимирано, нали, во тоа. Така што, секој избор од таа албанска платформа, тоа е како бомба, темпирана бомба, и така е направено, што да прифатиш само едно од тоа, дури кое ти изгледа така незначајно, тоа влече со себе сите работи. А во однос да Европската унија, значи, мене ми е, веќе не знам, преку глава ми е, кога продолжуват наши функционери државни да се залажуват за Европската унија. Затоа и ние наведохме и во таа декларација дека мора да се преиспитат односите со Европската унија. Зашо да се преиспитат? Па тоа е директна подкрепа на албанската платформа од Европската унија. Секој да се отвори уши и очи и од гледачите и да тоа. Шо велише Коцијанчиш? Не гледаме проблеми во албанската платформа. Па кога не гледате проблеми во албанската платформа во уништувањето на Македонија, не гледате проблеми. И тоа се покопува со тоа прашање кое ви го кажахте пред тоа. Тоа се виде и од гласането во Европското собрание за бугарското малцинство и за поднесените 318 амандмани. Значи, од една страна се бара бришење на се што е македонско, од друга страна бугари во Албанија. Што значи тоа? Тоа значи да се заокружи Македонија со бугари, така, наводни, и на тој начин, ако има бугари во Албанија, и има бугари во тоа, така и во Бугарија има, и како велат и тука во Македонија, па тогаш нема македонци. И кога нема македонци, тоа е ептен логично да се оствари албанската платформа и тука да се соочат бугарите и албанците. Така што да се подели како е идејата на тамо албанскиот лобис, нали, тоа пратеник во САД и другите изјави.
гледате сега како коцките се поклопуваат. Се тоа, нема ништо случајно. И тоа е делува во ист момент, во разни правци, ама И со од дома и од истата. надвор. Па така е, точно. Тоа Дали е во овој синтез. момент, имајќи предвид дека можеби институцијата председател на државата функционира единствено во полн капацитет, дали таа институција, односно председателот Иванов во моментов според вас е можеби тој кој што треба да реагира во оваа ситуација, имајќи предвид дека Заев од него чека мандат за состав на владата, ако ги обезбеди 61 потпис заедно со 10 пратеници од ДУИ и 3 од Алијансата. Особено она што го каже Иванов, ќе му го додела мандатот на онаа партија, односно коалиција, која што во платформата ќе има два приоритети: зачувување, зајакнување на унитарниот карактер, реформа на безбедносниот сектор. Би текнува на тоа, на 1 февруари. Тие се обидуваат. Тие не само тоа, што не можат да обезбедат. Можеме ли и требаме ли да очекуваме енергична реакција од Иванов? Тоа мора, тоа е негова обврска. Но гледате како се обидуваат така да се протнат на мала врата практично на менувањето на Уставот, како стана тоа со специјалното јавно обвинителство. Нема го во Уставот, ама преко закон се протна. Така. Сега. Така што целта, тоа не е само што нема двутретинско мнозинство за менување на Уставот. Тие знаат, тие сакат така да биде, председателот Иванов да им даде мандат, пошто тие ако кажат ние сакаме да редефинираме државата, па никој нормален нема да им даде да уништат државата. И за тоа е сега закон за јазици, па така договаране и тоа. Практично председателот, тој е единствениот, навистина, единствениот кој може да спречи во тој момент уништувањето на Македонија. Зашо сега тоа? И се уште има влада на ВМРО. Да, се уште. Значи, ети тоа, но председателот сега е овластен со тоа дали ќе даде мандат, пошто согласно член 84 председателот го определува мандата. И сега тој Да прецизираме, 84 вели го определува мандатарот, а во 90 вели му го доверува мандатот до некој што има мнозинство. Кој има мнозинство. Но тука веќе имаше еден прекршек на 90, член 90, пошо кој има мнозинство, ама кој е добил мнозинство. Значи, партијата која има предност, која е прва партија. Сега, тоа беше ВМРО и потоа членот завршува. Тамо нема ќе се даде на втор, кој ќе обезбеди, тоа го нема во членот, нали? Тој завршува. И сега веќе тоа интерпретација доаѓа. Како и тие од Уставниот суд, некои суди од поранешни уставни суди, интерпретират. Уставот не може да се интерпретира. Ако навистина членот 90 не е завршен, ама кога не е завршен, никој нема право да се го интерпретира, да се го завршува како е тоа. И сега, зашо е тоа? Зашо не смее председателот да даде мандат за влада и не смее воопшто па и македонскиот народ, и сите политички сили, навистина со македонска самосвест, кои имат, кои сакат да се одбрани Македонија, да влезат во тоа да се даде мандат и да се оствари антимакедонска влада. Затоа што, гледајте сега, што ќе стане. Ако се создаде таква влада, со такви ресори и тоа, па видите, сега тоа е директно ќе почне расправа и политичка расправа и со луѓето, и сега да предпоставиме, луѓето нема да предпоставиме така е, луѓето ќе излезат на протести и така, но нема да бидат односите така како во тие 3 години кога полицијата штитеше шарените револуционери ги бра. Ако се излезе сега на улица, ќе користат средства како во Велика Британија, во Германија и така. Добро. Од друга страна, има директна опасност за вмешување на терористи од Косово. Ти ако држиш управата за безбедност, секако може да обезбедиш врегувањето на терористи. Истовремено може да се повика веќе законски. Ако имаш влада, законски да се повика интервенција
от страна на Албания, а по бугарите чекат, вие знаете, пред 2 години на 18 май, кога тук ке имаше гужби, бугарската армия некако вежбаше около нашата граница. Нали? Така шо еве пак оди во прилог на таа идея да се подели Македонија, едниот дел западниот на албански дел, а другиот на бугарски дел. И сето тоа може да стане ако се дозволи влада. И тогаш, пошо сега јас ке поврзам со тоа, со изјавата на ВМРО, нали, председателот Груевски, ние ќе браниме, нали, тоа. Како ќе одбраниш ти со маршеви, тоа ќе одбраниш кога пред теб ти имаш полиција, ти имаш армија, ти имаш упади од надвор, како ќе одбраниш? Ако сега кога имаш се уште власта, председател, ако има се уште ингеренции, ако не се одбрани, ќе одбраниш кога одиш во опозиција, исто како одбранихме во 90-тите години кога менува името, кога тамо уставот го ревидира, исто така како во 2001 година, во 2004 година со територијалното подел, истиот резултат. Нека никој не се залажува дека ќе биде друго. Значи, ако сега го испуштиш, ние сме за 3 години многу испуштихме, ама тоа е сега последната шанса да се вратам на тоа, председателот, за да спречи тоа. Да спречи. Пошо инако, сега нема да стане на нината, но инако, не дај Бог, и може да станеме и како Сирија. Ви благодарам за овој дел. Одиме со првиот блок реклами, потоа сакам да го чуем размислувањето и на Клетников околу улогата на председателот на државата. Почитувани гледачи, кратка пауза за реклами и се враќаме во студиото. Останете на фреквенцијата на телевизија Нова. Повторно назад во студиото на телевизија Нова со моите гости Клетников и Влахов Мицов. Господин Клетников, пред рекламите ја начнавме темата околу улогата на председателот на државата. Кое е вашето размислување, какви треба да бидат неговите постапки и какви што може неговата постапка евентуално не давање мандат или како и да реагира, какви општествени турбуленции би можел да предизвика и дали сметате дека голем дел од можниот расплет на политичката криза е конечен во негови раце? Да, апсолутно во негови, бидејќи таа улога му е дадена. Прво да кажем за Зоран Заев и СДСМ за врхушката, не за членството, дека тие се однапред велепредавници. Тоа што го направија, без разлика дали ќе дојдат на власт или не, тоа е велепредавство. И тие во историјата на македонскиот народ, сигурен сум, ќе останат како кукавици, велепредавници, алчни за власт. И така натаму. Сега што се однесува до преседателот. Јас имам почит кон него. Зошто? Ќе објаснам. Според мене, од она што го следам, бидејќи македонски манифест е основан да се бори за зачувување на идентитетот на Македонија, пред се името кој е главниот геноциден проект на темните сили, меѓу нив и на ова платформа албанска, објасним зашто. Тие посегаат по бришење на нашите архетипови, тоа е веќе геноциден акт. Тоа е сосема јасно, Бујар Османи, нека дојде, ќе дискутираме за тоа. Тие не го бришат во главиот орел, тие сакат лав да избришат. Многу е провидно, дури, како да ви кажам, многу неумно, неинтелигентно. Тоа друго, нашите некои што не сваќаат и така натаму. За преседателот, колку што го следам, тој е единствениот човек кај нас во смисла на идентитет на името, кој децидно им кажал и на Европа и на Америка дека тоа што го прават е перфидно и дека него. Децидно, без обиколување, без референдум, како што некои заговарат, бидејќи е срамота да го даваме името на референдум. Тоа е коцкарница. Со тоа, ако дадете некој архетип на референдум, вие се сомневате во него. Априори, ајде сега на референдум да го ставиме ефтим, да видам јас дали се викам ефтим. Значи, тоа е, мислам, антилогика. Значи, тоа. Дали сега судбината на Македонија? Така е поставена ситуацијата да навистина зависи од него, бидејќи тој е единствениот во Република Македонија кој може да пресече, како Александар Македонски, дали постои она анекдота за Гордиевиот јазол. Значи, дали ќе го пресече јазол?
колку му е мечот подготвен, што вели Блаже Конески, дали ми е мечот подготвен за битка. Така. Значи, бидејќи реков дека априори се веле предавници Заев и неговата врхушка со Шечерински и останатите, тоа е факт. Мислам, тоа е толку очигледно. Тие се излезнете и на сцената на велепредавството, и високо и се гордеа со тоа. Значи, според мене, треба да биде, и мислам дека ќе има етичка храброст преседателот, бидејќи е многу важно. Ако човекот е етичен, тој е и храбар. Ако е чесен, тој е и храбар. Тие варијанти идат една со друга, значи ќе каже не на тој ступидарум, бидејќи, како што рече мојот пријател, соговорник Стефан, они се обидуваат на најперфиден начин во мала речица преку закон, ели, демек не го уриваме уставот, ама еве закон, па ќе го... Тоа е толку голем ступидар. Можеме ли да очекуваме доколку тоа се случи повторно да зоврие сцената? Кој? Општествено-политичката во Македонија, повторно протести, немири, го заслужуваме мандатот. Неизбежни се некогаш против. Имаше и шарени револуции и овака. И има кај секој народ некои критични моменти кога треба нешто да се расчисти. Да би можело да зоври и доколку добијат мандат. Не можат македонциве да бидат со главата во песок веќе 25 години. Се попушта се. Кај е неправдан албанскиот јазик, кажете ми? Јас сум по дефиниција човек кој се служи со јазик. Од она што последно го разбираме, од мала речица се монетите, амблемите на армијата, полицијата, командите на армијата, на полицијата да бидат на два јазика. Знаете, они не се воопшто неправдани јазички. Ја ви реков, јас се бавам со јазик и глупо е да бидам против јазикот на било. Ја дури во студиите сакав да запишам албански јазик, страшно ме привлекуваше албанскиот фолклор. Имав еден цимер, албанец Зиба, имам прекрасни пријатели албанци. Ја ги имам преведувано најголемите албански поети со мојот пријател Ресул Шабани. Јас отварам изложби на мојот пријател, прекрасен, може најголем албански сликар, воопшто, Решет Амети. Сега подготвуваме монографија, да се разбереме, оти нас не викат националисти. Ако се бориш за некои права, оти видете, тоа што се случува со Македонија, ако падне Македонија, ако се ликвидира идентитетски, тоа е пробно нешто и после ќе се ликвидираат и други народи по тој тип на геноцид. Значи, за да го спречи тоа, треба да влече преседателот потек, енергичен и бидејќи има основа да го влече тој потек, јазик, ова, значи има секаква основа, бидејќи тој рече, ако искокнат надвор од тоа ќе, значи, ако не пресече тој праведно, тој исто ќе заслужи епитет. Може да изрази Иванов се изјава ќе ја заслужи епитетата. Овие работи кои што се преговараат и платформата на СДСМ и на ДУИ заедничка не е во согласно со она што го наведов јас на 1 февруари. Апсолутно, тоа е тоа. Со двата приоритети. Точно така. Иначе да ви кажам за јазикот уште. Кажете ми вие во Европа кој град е двојазичен главен? Само Скопје. Радија, телевизии, музеи, па се има албанскиот јазик. Како проширување, сега го слушам јас пред да дојдам овде на ТВ Телма, професорот Фрчковски вели едно семејство да има во Струмица, треба да му се излезе во пресред документација, ова се, да се направи. Значи, за едно семејство во Струмица треба да има 80 македонци, да речеме 100 кои ќе устојат на услуга, бидејќи албанец. Службеници секакви во администрација. Сега ја да му кажам на професорот, нека ми прости, но ги жалам неговите студенти ако со таква картезијанска логика им предава. Мислам, тоа е апсолутно сулудо, апсолутно вон сите критериуми, логики, не знам. Вие кажа едно прашање стануваше за тоа дали нема да има тензии. Сега, ако даде мандат и ако не даде мандат, да. И во двете ситуации се може. И во двете ситуации. Само што, тоа сакам да наведам. Кога во прашање обстојување на државата, многу битно е
много битно е кога има тензии, дали институциите са во рацете на тия кои бранат државата или институциите са во тия кои сакат да ја уништат државата. Така што во таа смисол. Зашо ако овие институциите потпаднат преку влада антимакедонска во нивни раце, тогаш ќе има тензии, но овие можат по-лесно преку тие институции кои ги користат да уништат државата, отколку бранителите на државата, ако са во нивни раце институциите. Затоа што, видите, тука не станува, тука не е некој, како викат, демократ. Тука станува збор за зачуване на македонската држава, на македонскиот идентитет. Тоа е битно. Тука нема сега никоја држава. Знаете, и македонската и така. Таа не се создава со гласане. Македонската држава се создава со крв, со борба, со маки, нали, на тоа. Таа не може да се даде со гласане, со референдум ќе уништиме државата или нешто друго ќе направиме. Никоја држава. Аз сакам некој да ми каже која држава се создава со Пенково, нали? Договор да, ама пред договорите што е имало? И која држава се уништува така, нали? Ајде на послужавник ќе дадеме да се уништи државата. Тоа е држава. А државата што е? Тоа е народот кој живее во државата. Значи, ако немаш држава, ти македонскиот народ, знаеме како во останатите делови на Македонија, кои са во Грција, во Бугарија, во Албанија, што е сега со тоа македонци? Па тука исто така ќе биде. И тука е било исто тука во Вардарскиот дел во времето на српската окупација, во времето на бугарската окупација. Така што тие работи са јасни. Нема што да си збориме. Што е тоа ако немаш држава? Нешто што сакам особено да го акцентираме, имајќи го предвид и ставот и на председателот на државата, кој го споменуваме, и нешто што е поврзано со албанската платформа. Дали се сомневате, или односно дали сметате дека албанската платформа е временски во овој тајминг направена со намера за пред да воопшто се случи оној попис за кој што на два пати имавме неуспешен обид да го реализираме во Македонија. Дали доколку се спроведе попис, она што на јавна сцена се повеќе се говори со мнежите, дали некој е 20-25% и слично. Иванов во едно негово обраќање рече: ајде доколку сакате двојазичност на цела територија да спроведеме попис, па врз основа на бројките да ги влечеме тие податоци. Односно, дали некој заслужува двојазичност, кој врз основа на процентот со кој што е застапен во државата. Дали доколку се случеше попис и излезеше помал процентот од оној кој што е во рамковниот договор, ќе се релативизираше и самата платформа. И воопшто рамковниот договор, неговото обстојување ќе беше во прашање. Точно е во таа врска, кога председателот најави тоа, како реагира од Европската унија? И реагираше и тогаш и тоа. Реагираше и амбасадорот беше новодојден Бејли. Дека не, ама мора, значи, да се почитува договорот независно дали ќе има под 20% и тоа. Кога некој ви зборува дека мора да се почитува независно колку се, значи тој самиот се сомне. Изразува сомнеш во бројки. Сомнеш, така, во бројки. Па тие, како да не изразува сомнеш? Па тие самите знаат дека тие бројки кои ги ставија таму 25, тоа воопшто не се во истина. Сега, стручњаци кои, видите, многу лесно и без попис. И без попис може да се види колку тоа, како населени и колку луѓе живеат. И луѓе кои се навистина инволвиран во тие институции, нали, во тоа. Сега бројките кои јас кои ги имам и тоа не повеќе, тоа е максимум 16,7 од 100 албанци моментално во Македонија, максимум. Така што и без попис може да се види сега, знаете, и сега кој со тоа. Затоа може би овдека се инсистира во ова решение да нема јазикот кој што го зборува 20%, туку албанскиот јазик. Албанскиот јазик, еве тоа се е поврзано. Прво, албанската платформа, како што велите, не е сегашната. Таа влече корени од Придренската лига. Баш како таму да е составена. Придренската лига има зацртано голема Албанија и тоа трае од таму. Тие бараат сојузници. Зошто американците ги одбра албанците на Балканот? За да создаваат немири, за да кој најврие во Балканот? Албанците.
Најпогодни им се како алат, албанските, пак не велам албанските политичари. И, значи, таа платформа е, ние и така оценивме во нашата декларација, антидржавна, антиуставна и тие што ја подпиша и во Тирана и овде нашиве албански команданти политички се антидржавен елемент. И наместо да се викнат тие на истрага, бидејќи тоа е уривање на држава, на суверенитет, на идентитет на еден народ и тоа со едно малцинство кој е единствен светски феномен, не постои на планетата друг таков феномен, едно малцинство да тормози едно мнозинство. Тоа е факт. Најдете негде во Африка, во Азија, во Амазонија, ќе ве честам. Тоа е факт. И сега, значи пописот, они го игнорираат на најкукавички начин. Едноставно избегнуваат. Првиот попис беше темпиран и фризиран од американци, од европејци. Дури отидоа до 25%, не 16% и тоа. И што рекоа после пописот, добро, ќе изгледат помалку, ама ќе ги сметате пак на 20, за да не се. Значи, тие се нивни миленичиња, галеничиња и тоа е толку очигледно. Па рече нашиот пријател од Германија, славистот Волф Ошлис, имаше едно интервју во Дневник, рече, вика, Меркел патолошки ги мрази Србија и Македонија. Сега видите, тоа е мислење на еден германец, авторитетен новинар, славист и така натаму. Значи, да не зборуваме за французиве и англичаниве. Тимоние, дојде нов амбасадор. Веднаш отиде во Мала Речица. Па нели им е срам тие и Бели и така. Кај се институциите на државата, собрание, ваму таму, тие одат на поклонение во Мала Речица. Мислам да дадам слика на еден ступидариум на Западот, над либералните демократи на кои што рече Стефан. Ние сме запнале со сите сили Европска унија и НАТО. Па тие не презираат, не омаловажуваат, не подценуваат со години, 2,5 децении, не притискаат на најперфиден начин. Ние да се ефтаназираме, да се самоубиеме, не тие, бидејќи ако тие влечат потек со еден документ, да речат, а веќе повлекоа таков потек, значи после не можат да си го операт срамот, сепак по идните генерации, французи, англичани, америчани, речат. Па и од каде, ето тоа е интересно. Сега, пошто зборуваме за 20%. Од како дојде таа цифра 20%? Па тоа нема во меѓународните односи, нема 20%. 20% како цифра, критериум за нешто да некој право да го добиеш. Добро, зашо 20? Зашо не 25 или 15 или тоа, па има малцинства, знаете, во тоа. Може би да беа 35-30 ќе беше. Не, стануваше збор, како тоа е дојдено точно така. Кога бе тежината на 20%? Како е тоа на 20? Зашо така е отлучено 20? Пошто не, тоа 20 тоа е отлучено за тоа што сепак мора да дадеш некое пристојно число. Ако кажеш дека са 30 или 35, па тогаш веќе нема и дечињата да те вербат. Познавате друга држава како пример каде што 20% е предуслов за јазик на цела територија? Нема тоа, нема предуслов. Еве сега пример можам да дадам. Знаете, во балтичките држави, нали, таму во Литвани, во тоа па русите са едното место 28%, некаде са 30%, ама за нив таа работа не важи. Значи нема. Ти може да бидеш и 30% малцинство. Тука нема критериуми, нема меѓународни норми. Тука е наметната работа. Да ги земеме европските држави. Еве, Франција има десетина милиони арапи. Па не е Париз двојазичен град. Па точно тоа. Арапски и француски. Па во Германија има 7-8 милиона, ако не повеќе турци. Па не е турско-германски главни. Па што сакат албанците да се напредува нивниот јазик? Па тој воопшто не е запрен. Тоа не нивното барање на цела територија, да тоа е јазичка колонизација, тоа е еден колонијализам агресивен,
да се албанизира Македонија. Не само јазички, секако во сите елементи, Така, полиција да се населат од Косово, да не вегат да дојдат, ајде во Гевгелија треба службеници за релевантен суди критериум. ова, за тоа. Нема и релевантен тоа е критериум. толку, 20% како од каде е зето, некаде во меѓународното право, каде ама што е и тоа. да има Нема. Тоа е проблем. Дека така наметнато, нали, просто една цифра имагинерно, нали, во тоа. После кажете ми Бадинтер, да речеме. Бадинтер го нема ни во Амазонија, ни во Африка. Тоа е измислица на Франкенштајновската лабораторија на либерална Европа. Знаете, Франкенштајн, Мери Шели, жена му на славниот поет, го напише овој роман Франкенштајн. Сега, кон Македонија Франкенштајновски работи Европската лабораторија. И нашето име, што е ставено за ликвидација, тоа дури ни Менгеле не го е. Онај манипулатор со гените на Хитлер, дури ни нему малку му текнало, ама сега овие се поусовршни. Еве, Бриселскиот Европарламент, каде што кон Македонија го обновија третиот рај, го покажа тоа и тоа е факт. И затоа ние пледираме да излезете универзитетски професори, академици, писатели, музичари, кажете нешто, геноцид се случува, вие сте сите во глувчева дупка. Знаете колку е тоа страшно? Мене тоа страшно ме боли, затоа што е страшно, а ние молчиме. И што се случи? Уште едно нешто ќе ви кажам. Престанете вие медиумите да организирате вечем дебати за таа платформа. Искрено ќе ви кажам, тоа е страшно дебилно од наша страна. Ние даваме висок степен на таа платформа со тоа што ја дискутираме. Дискутираме за едно призренско памфлетско ѓубрище. Тоа е тоа. За жал политичката сцена ни го наметнува тоа и ни се поставува услов и за влада и за функционирање на државата. Нека Заев разговара. Но ние не мораме со вас да. Заев нека но треба да знае поширокиот круг на граѓаните, треба да знаат за што се разговара. Им објаснивме еднаш, ама деноночно да им објаснивме. Знаат граѓаниве. Не знаат нашиве интелектуалци, Стефан дозволи. Не знаат нашиве интелектуалци за жал. Тие се зажалени. Нашиот народ има еден извонреден, инстинктивен механизам во душата за одбрана и идентитетот. Знаете, јас сум од Малешевијата, од едно село веќе ми испустено, како Негрево. Малешевијата сепак има. Јас кога идам таму, меѓу нашите селани, а тие велат, абе, кои се тие грци, кои се тие американци, името да ни го земат, бе, шо мислат? Знаете, имате нешто инстинкт вроден на душата за разлика од овие манипулирани, за жал, наши интелектуалци. Јас и не сакам да го употребувам тој поима, кога ме прашат што си интелект. Не сум интелектуалец. Сепак, молкот на јавна сцена за овие теми не верувам дека ќе продуцира нешто корисно. Точно тоа. Тоа е убиствено, тоа е страшно, реков. Тие сега навистина мора, тоа нешто мора да се знае, но има нешто друго. Луѓето се повеќе, јас гледам и под тие обраќања и тоа, луѓето се повеќе прашуваат долу и во социјални мрежи и друго. Добро, во ред, сето тоа, но тоа е констатација. Што ќе се преземе? Тоа се прашања кои се секојдневно и кон мене и кон него, нали, кога одиме секојдневно. Добро, во ред. Ама албанците действуваат, вие зборувате само. И тоа е точно. Точно е. Сега, еве, кога станува збор за Европската унија, па директно и за таа, значи, подкрепа кои дават на платформата, Коцијанчи, Шхани, там и другите, директно да се, значи, тоа не може да го направи Евтим и јас, пошто не сме на функција. Ама тоа кој е на функција, мора да се дигне, да отиде таму и да каже Европската унија не смее да се меша во внатрешните работи. Ама вие водите, водиме, не водиме, вие не смеете да се мешате. И директно и против отлуката на Европарламента. Тоа е, а не да ми пишува во Фейсбук. Да се дигне и да отиде на место и да каже, ако е тоа, ние не сакаме. И затоа ние пишуваме дека мора да се преиспита односите кон Европската унија. Па извинете сега, ако некој сака да ве уништи, а вие се пикате таму. На Фейсбук. Да, не, добро. И инако тоа, па и тоа е глупчева дупка Фейсбук. Да, и во односите и со НАТО. Сега се знае кои се членове до сега на НАТО од нашите соседи. Са членови Грција, Бугарија, Албанија. Сега тие кои замислуваат дележ на Македонија. Ајде сега да предпоставиме.
Македонија е членка на НАТО. Добро. Утре ти влегува од едниот дел, ти влегува Бугарија, од другата тоа. Што ќе направи НАТО? Ќе направи истото кое направи кога се 1974 година Грција и тоа. Така, внатрешна работа на НАТО. Ги почна там разговори, тоа, така тие окупирали. Добро, сега. Други, дали ќе се намешат? Нема, пошто тоа си е навистина вътрешно. Сите членки на НАТО и ние, нали, тоа е вътрешна работа. Кој ќе ти се замеши? Било Кина, било Русија, шој ме гај. Тоа е во НАТО работа. А кога си ти, тогаш веќе ти имаш кредибилитет и да бараш подкрепа, и да бараш заштита и тоа. Ето тоа ние не сваќаме дека кога си внатре во едно, ако тие са ѓубриња во однос на тебе и кога ти влезеш тоа ѓубри, ти веќе си таму може да те прават да те мачкат како сакаш, независно дали Европска унија, дали НАТО. Инаку имаш некакви шанси. Не велам дека ќе дојдат да ти помогат, ама некакви шанси. Внатре немаш. Ето тоа не сваќа. Ја споменавте двајцата улогата на меѓународната заедница и особено на амбасадите овде во Република Македонија. Па тие тука се господарат со нас како сакат. Дали сметате дека некој од нив и како продолжение меѓу тоа некои особено во заминување се обидуваат да го реализираат проектот кој што имале намера да го спроведат во овој меѓупериод на смена, односно веќе настапу и новата администрација во Америка, во Германија има најави за ново позиционирање, проруско ориентирана нова влада, не партијата на Меркел, туку нејзините противници. Дали сметате дека некој сака да заврши свој проект во оваа меѓуфаза кога се уште работите не се дојдени на свое место? Точно така. Сака да заврши, уште повеќе се дозна дека ќе има можност, можеби приближно околу уште една година, нали, тоа да го прави. Пошто нели администрацијата Трамп менува, ама политички така овој излегува како стручњак. Да, стручњак по тероризам, пошто во Грција беше, тоа во Турција кога беше, тоа беше. Да. Нали таму. Такси. Па такато, тоа беше. Ама потешко се справува со Македонија. Тоа е парадоксот. Не, Ердоган знае таму што ги тоа и добро и тој за тоа дојде тука да заврши, така што тој навистина сака да заврши тоа. Значи, не за тоа што е имал пред тоа задача. Пошто гледайте, политиката, ние тука малку наивно, емотивно, нали, како македонци размислуваме. Политиката, таа не се менува од денес за утре. Сега, знаеме добро дека политиката на САД кон на Албанија, значи во интерес на Албанија, кога се структурираше во времето на Буш постариот, значи републиканска партија. Така, кога терористичката војна во 2001 исто беше Буш веќе помладиот. Така што тоа очекуване, кои некои, значи колеги па и новинари и така, дека во Трамп ќе дое се ќе заврши тоа. Видите, интересите на големите држави, независно дали е САД, дали е некој други, тие не се менува така кога доаѓа администрацијата, уште повеќе и сега потврда на тоа вело е тоа дека целата таа структура, вклучително шпионска, нали, која беше под ингеренцијата на Бајден, заменикот тоа, сега е под ингеренцијата на Пенс. Значи, тоа е како беше наведено и Даниеле Гарбе и тоа Нуанци поднесе оставка на нејзино место, ќе бидат некои, нали, слично, така што ние не може да мислиме дека автоматски тоа ќе се менува. Значи, тоа е наш проблем, дека ние чекаме. Чекаме да дојде некој да ни спаси. Чекаме да дојде некој да ни помогне. Ние сме така, навистина, не само нашите политичари, туку и ние како луѓе сме малку во глувчешка дупка. Чекаме се од некој, нали, волен брат, бит брадар, нали, некој кој да ни да ни помогне. Сега, тоа нешто се користи и сега овој за кој збориме, тој сака да заврши работата и видите, ако заврши работата со тоа, тој нема кога се врати во Вашингтон, тој ќе добие унапредување.
ќе добие утемпередување. Ме слушајте што ви кажу, ако успее, јас мислам дека нема да успее. Ама ако успееш, ќе добие. Пошто тоа е американска стратегија. То не е тоа, нали, еве сега глобално меним политиката на Балкан, пошто Македонија. Бе, Овде збориме и за лични карактеристики на новоизбраниот председател американски. Дали тоа мислите дека може да влие? Видите, сега личните карактеристики можат да влијат во некаква мера, но в крајна сметка и Трамп не се јави од ништото. Никој не се јавува од ништото. Сега не можеш ти да добиеш да бидеш, нали, таму крупен тоа ако си од никој. Ти Добро, си Стефан, поврзан си со тоа. Така што тоа се знае. Види, сепак јас мислам дека зависи од личноста. Ти ги спомна Бушова, тоа е друго. Личноста многу знае. Историјата се подпири на личности. Александар Македонски, Наполеон, ваму таму. Добро, ти како историчар уште повеќе ги знаеш. Добро, со Наполеон сега да случајот со Трамп. Според мене, не сум ја аналитичар, експерт, ама нели читам ова, гледам. Прво Трамп рече дека прв пат дека Америка нема да урива држави, нема да се меша. Многу важно соопштение. Прв пат за американците. Ќе комуницира на директна основа со државите. После рече дека билатерално ќе комуницира со Унгарија, не со Европскиот парламент и така. Значи многу луциден е, значи ги знае работите има. Добро, и што кажа уште Трамп? Дека бара добри односи со Русија, нели така? Да, и тоа. Продолжи ли предислокацијата на тоа, на техниката на НАТО, сега во тоа и тие германски војници кои се стасали до тоа, продолжи. Така што добро, ти си во право дека не се лесно менува, но и тоа што стратегијата е стратегија на велесилите, стратегијата е стратегија. Тоа што го каже е голема работа во смисла на нијанса која е многу значајна за мене. И мислам дека и она што се случува со брзањето, со нервозата на албанците да ја протнат ова нивна платформа, сепак е една. Чекај додека Трамп не ги зацврстил сега, не е Клинтонови, не добија ови. Против Сорос објави битка, Трамп отворена. Какви мислите дека ќе беше развојот на настаните Клинтон беше начело? А тоа ќе беше, мислам, многу негативно, апсолутно негативно. Мислам дека платформата ова за која ние дискутираме и еве пружаме како отпор, дека многу гладко ќе отидеше без за 24 сата. Тогаш ефтин немаше да има платформа, јас го кажав веќе ние тројцата сега немаше да седиме тук. Така што не беше потребна платформа. Туку ќе само со една утулка и ќе заврши. Видете пак Клинтон беше фашист. Тоа е отворено. И Обама кој доби Нобелова награда и после таа Нобелова награда треба да се укине, да се само укине Нобеловиот комитет. Тој нити ја врати, нити побара да ја врати. Тие му дадоа Нобелова награда, тој направи 50 милиони бегалци. Чие тоа стампедо? На Обама и неговата администрација. Цели народи, идентитети. Добро, за 8 години направи 7 војни. Да. Така си заслужи Нобеловата награда за војна. Ако дојдеш ова, како што би рекол Марко Цепенков за Европа, што ја дефинира како вавилонско роспие, ако дојдеше таа американската вавилонка Клинтонка, па таа сега ќе... Знаете, јас сум и сум напишал и во мој есеј колумни дека најстрашен збор што го изговараат американците е зборот демократија. Зошто? Затоа што штом го изговорат тој збор, нивните бомбардери со бомбите летаат негде. Тоа е така. Речете, не, јас... Ама демократски летат. Да. Знаете, овој Јосиф Бродски, јас сум поет, знам и некој, Јосиф Бродски, еден од најголемите модерни поети руски, кој почина пред 10 години, може би, Златен венец доби на Струшките вечери на поезијата, беше затворен како паразит во Русија, ова комунистичка, бидејќи не дозволува таму да се живее од поезија и литература, тој сакаше да живее и како затворен. После емигрираше за време. Отиде во Лондон, па таму не му се допаѓаше, па отиде во Америка, го прифати еврејското лоби, тој руски евреј беше и го донесла до Нобелова награда, без разлика, он е голем поет, посебно есеист. И му дадоа катедра американците, професор беше, и он требаше да им биде благодар, нели беше?
Знаете што рече за американската демократија тој? Прериска демократија. Така има дефинирано. Прериска што значи? Каубојска. Колку на ваквите релации Македонија-САД може да влие во наводници заедничкиот непријател кој што го детектираше и ВМРО-ДПМН олицетворен во Џорџ Сорос и она што му се случуваше на Трамп по улиците за време на кампањата, но и сега после тоа со активисти слични на оние овде како што ги има. Да, тоа е тука шансата, навистина, шансата да се расчисти барем со еден дел од тоа, и тоа е пошто нашите сега интереси национални, државни интереси. Изненадени сте ли со брзината на реакцијата на некои конгресмени? Очекувавте ли толку брза реакција последно движење по операција Сорос? Не, најубава реакција што можеше да се случи. Да, тоа е добро, да видиме понатаму, ама јас мислам дека навистина тука шансот, македонскиот шанс во однос на Сорос е тоа дека Сорос се замери со Трамп. Така што, и тоа е уште една потврда. Видите, големите држави, велесилите, тие не менуваат својата стратегија во однос на една мала земја. Тоа е нашиот шанс кога нашиот интерес, национален и државен, совпадне со интересот на некоја голема сила во некој правец, пошто не може да совпадне тоа, и тоа мора да се искористи. И така сега да вистина може да се расчисти барем со еден дел. Од тие таму кои се поврзани со Сорос, пошто тие таму, ама и Сорос е умешан, тој не е само тоа е трудноста дека Сорос е поврзан со други структури. И сега, значи, така некаде, како се вика покрај сувото, некаде ќе гори и тоа, и така и зеленото и тоа. Ама тоа е итар. И за тоа е поврзан, за да може, тоа е како некој бизнесмен кој дава и на едната партија и на другата партија, па кој да дое на власт да е добар. И за тоа е поврзан, ама сега малку во бомба е. Знаеш што е феномена, да речеме за кога е за Сорос. Да. Веднаш дојде Трамп на власт, ако читате Слободен печат, кадеше е Сорос, веднаш они почнаа со некоја смејурија за Трамп, цинизам. Значи, веќе беа веднаш во паника, што е многу неинтелигентно, бидејќи пак ќе зависат од Трамп. Повеќе отколку од Сорос. Мислам, тоа е страшно неинтелигентно. Тоа е мотивна реакција кога губиш еден дел од парите. Стефан, дозволи за тие невладини организации кои ги финансира Сорос и УСАИД, кои се околу 80, не знам, нели така, 70-80. Дека не работат за македонски интереси, само еден факт ќе ви кажем, нека го побијат тие Соросови или невладини организации кои се кријат под велот, под на невладини. Дали тие некогаш го спомнале проблемот за името на Македонија? Кажете ми. Дали еднаш спомнале дека Македонија е загрозена од некој идентитет? Никогаш. Токму прашањето за името ќе го оставам за финишот на дебатата, после вториот блок. Сакав да дадам една диагноза на тие невладини. После, дури и меѓународните организации од Сорос, Amnesty International, така се викаше, она објави најперфидно, најидиотски дека името не спаќа во проблемот на човековите права. Мислите еден идиотизам. Тоа се идиоти ако така размислува. Тоа така може само да размислува идиот. Како не е, бидејќи колективното право е индивидуално право. Тоа го имат разработено психоанализата, Фройд, Јунг, Теншој, дека архетипот колективен е архетип и на секоја индивидуа. Така, само треба тој да биде нели култивиран, да биде така трансцендиран, што велат, од подсвеста во насвеста да излезе. Така да тоа е случајот со невладините што крикаат. Еднаш не се имат тие застапено, ни продаваат некоја демократија, шарени револуции, гледате вие, го демолираа Скопје. Го испрскаа со бои, па боите се божествена работа. Тоа е чудо на Бог. Бог во првиот ден од создавањето ги создал боите, ја создал светлината. Светлината е создадена од субстанците на боите. И сега да ги валкате боите, тоа значи да сте, она што велат французите, сакрилеш, богохулие.
Ви благодарам за овој дел, почитувани гледачи. Одиме со вториот блок реклами и се враќаме со финишот од вечерашното отворено студио со моите гости Евтим Клетников и Стефан Влахов Мицов. Останете со нас да ја проследите завршницата од отвореното студио. Почитувани гледачи, сам финиш на вечерашното отворено студио со гостите Клетников и Влахов Мицов. Господа, го споменавме името, прашањето за името пред вториот блок на реклами. Колку сметате дека во ваква констелација на односи работите можат да се помрднат од мртва точка во позитивна или во негативна насока во ситуација кога би имале влада на СДСМ и на ДУИ и евентуално и дури министер за надворешни работи Албанец или Албанец вклучен во преговорите кои што ги водиме со посредство на Обединетите нации, особено оние информации кои што се појавија изминативе денови дека и целата операција на прислушување во Македонија била спроведена за да се смени врхушката во СДСМ, да се доведе некој в начело кој што ќе биде подготвен на такво нешто, а само мал дел од разговорите биле на адреса на врвот на ВМРО ДПМН. Дали вакво нешто беше целта на целата операција на прислушување во Македонија, сите оние разговори кои што беа извадени, или пак сметате дека не може да се очекува поместување бог знае какво во насока на преговорите за името? Еве Клетников, ајде прв од вас и за финиш на дебата. Да, реков дека прво овај геноциден документ што го издаде Европскиот парламент, дека сме бугари, дека е тоа удар на името, на идентитетот. Името кај нас извира целокупниот идентитет. Затоа што тоа има така голема константа, тоа е запишено уште во првата Мојсиева таблица, најстарата таблица на народите. И од таму, низ Библијата, низ Стариот, Новиот Завет и така до денес. Значи, ние го чува. Сега, зошто го прават тоа има? Тоа е долга тема за дискусија, друг пат ќе разговараме. Значи, ударот е на името. Ако се избрише името, да се помести Северна Македонија, да речеме. Една наша академичка така одамна предлагаше Северна Македонија, па сега ретерира. Не е важно. Значи, ако бидеме по некој случај Северна Македонија, јас сум разговарал со некои академици универзитет, па добро, името нека го сме, идентитетот не се гиба и мене ме шокирало што не знаат тоа што е идентитетот, кај извира тоа. Значи, ако сме Северна Македонија, ние веќе од утре нашиот јазик е бугарски, македонски, бидејќи е северно-македонски некој јазик. После, ние како Северна Македонија немаме право ни на Александар Македонски, нели на антиката, немаме право ни на словенскиот имот, така наречен, на Кирил и Методий, на Климент, на Наум. Немаме ништо. Немаме право ни на Илинден, апсолутно, кога бугарите велат. Немаме право ни на Аснов, велат коминтерновска нација. Така. Значи, може дури нема да не стават ни на 2001-та дека почнуваме. Едноставно, од сега постоиме како некој вид на европски безидентитетски мртовци. Тоа, драг пријатели, ни го смислиле нас во на Франкенштајновска демократска европска лабораторија и треба ние да им го кажуваме, а не како нашиот министер за надворешни работи ја забил главата во песок во Фейсбук. Па видете, моите селани во Негрево не одат на Фейсбук, тие стадото го пасат нешто на нива и дојдат го отворат телевизорот, барем на телевизор. Значи, името е замка некоја која ни ја поставиле, гледајте во иднината, не во минатото, целата меморија на еден народ, на едно племе, ако сакате, складирана во минатото. Минатото никогаш не е минато, во таа смисла мртво. Минатото е секогаш кај некој народ доаѓа од иднината. Тоа е инверзија. И затоа сакат да не леки. Значи, ако тоа го направат, ние не постоиме. Затоа, кога станува збор за името и македонски манифест организиран за одбрана, кога станува збор на името, до последниот здив треба да се борим. Мене ме праша
тоа сум го рекол, бев на еден голем, и денес ми се јавија, ме поканија на еден фестивал, Медитерански гласови во чест на Валерија, големиот француски поет, го имам преведено на македонски, и ми направи една чест голема, меѓу 200 поети ми организираа, меѓу два-тројцата и мене поетски портрет. Еден фин господин, француски професор универзитетски, беше медијатор и ме запраша во еден миг што би направиле вие кога би ви го променили името. Ја пред целиот аудиториум реков што можеме да направиме освен со бомби да тргнеме на Ајфеловата кула, што друго. Значи, тоа е историско искуство на македонецот. Се повлекува и сега се повлекуваме. Ама ако те турнат до крајот на бездната, тогаш македонецот не сака во смрт доброволно да оди. Тогаш као потисокот на ракетата, напред одиш. Значи, за мене нема никаква отстапка за името, ако треба да излеземе на битка, ако треба американци, европејци. Ние толку пати сме гинали за други и против други. И во балкански војни, и во светски војни. Па не треба сега да бидеме кукавици, плашливци. Влахов Мицов за сам финиш? Сега името, тука работата се одвива во два правци. Од една страна атака врз името, од друга страна атака врз македонската држава. Значи, целта тие се поклопуваат. Пошо? Ако немаш македонска држава, ти не е како во минатото. Ти полесно можеш да изгубиш и името. Така што сега целта е тоа. Македонска држава, тоа останатиот дел кој е тука од некогашна Македонија, да се подели, да се уништи државата и потоа да се уништи и името. Исто така како колку македонци сега во Грција, колку во Бугарија, колку во Албанија, не може да ги собереш. Тоа е проблем. Значи, од една страна атака врз тоа, ако не може да стане, рушење на државата. Значи, во два правци со иста цел. Ете тоа. Така што, како Евтим Клетников вели, борбата за името. Сега ние, тука моментално, мора по секоја цена да зачуваме македонската држава. Ние, ако зачуваме државата, потоа ќе одбраниме името. Пошто ако немаш држава, сега еве, ако дојде антимакедонска влада, ако ти наметне, ама ќе викаме двутретинско мнозинство, не знам што, и тие може да го гласат по собранието и без мнозинство. Ќе кажат, па ќе промениме законот и толку. Спокојно може. И шо? Ете, тоа ти е. Прво да зачуваме државата по секоја цена, да не се дава можност на антидржавни, антимакедонски елементи да преземат државата, државните институции. Тоа ни е првата цел, основна. И потоа, веќе успееме таа цел, веќе втората цел е да расчистиме со тие предавници, соросоиди, секакви така. Без расчистување таа работа не може. Пошто тие уништуват македонското ткиво. Ние не може така да ги ставаме под тепих, ако беше се расчистило уште порано, нема да биде. Сега збориме за Трамп. Трамп шо? Доаѓа и почва да расчистува. Тој не вика, чекајте сега да видам кој проблем, па ја да го ставим во папка, па да направам комисии. Нема расчистување, толку. А сега уште повеќе и со Трамп и без Трамп САД нема да загине, ама Македонија може да загине. Значи, државата и името, тоа са исто, значи така што мора да работиме во исправец и навистина веќе прагматично и не само со зборови, туку со действие. Без действие ние само да не правиме констатации. Тоа прави така, овој продава држава, тоа е. Спречи го кога го продава држава. Спречи го. Толку. Господа, ви благодарам и на двајцата за одвоеното време. Ми беше чест и задоволство што бевте вечера во отвореното студио на телевизија Нова. Се надевам дека дадовме нови правци на гледање, нови аспекти на отворените прашања. Се надевам дека ги разбудивте дел од заспаните државни институции на кои што алудирате и во вашето последно соопштение. Ви благодарам уште еднаш на гостувањето. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Во продолжение следува уште еден информативен блог со колешката Анита Петровска-Рајковиќ. Од мене имајте пријатна вечер.